На 15-тиот километар источно од Кичево, на десниот брег од реката Треска, се наоѓа селото Дворци. Жителите на Дворци се убедени дека живеат или живееле во Долно Кичево. Ова е произлезено поради блискоста на граѓаните со овој град, било за надоградба на образованието, вработување, формирање на семејство и слично. Тие всушност биле родени, живееле или живеат вдолж Кичевската котлина, која источно се протега се до Бушева планина, каде после неа со просторот доминира планинскиот венец од Крушевската планина. Тоа ќе значи дека сите населби од источната страна, почнувајќи од Ижишта, Преглово, Пласница, Орајовец, Русијац и Латово, дури Исланско и Дреново, заедно со општинскиот центар Македонски Брод, припаѓаат на Кичевската котлина. Сретнувале повеќе крстопати. Најпрво следел крстопатот кај Челопеци, која издвојувала Кичевската котлина со насока према Горнарека, која денес нуди 7-8 села, а во времето кога општината Челопеци била во подем, Дворци постанало како дел од таа општина. Растојанието од 5-6 километри од центарот на општината не дозволило блиско здружување на жителите од овие села. Следниот крстопат на патот по Кичевската котлина, чии насоки биле на релација Лисичани и Миокази, исто така не привлекло внимание. Меѓутоа, третиот крстопат на релација Ижиште, Дворци и Преглово постанува центар за средби, размена на идеи и взаимна помош помеѓу жителите од овој дел на котлината. Многу одамна, од овој крстопат, крста умрел, па останале само патиштата. Овој момент дворчани умешно го користат, приближувајќи се до жителите од Ижишта, кога своевремено е формирано така наречената Ижишка општина. Токму во тоа време, на самиот крстопат, со заеднички труд е изграден задружниот дом, низ кој бил добар дел од жителите од двете села формираат можност за вработување. Со оглед на просторниот луксус на домот, формирана е земјоделска задруга, која носила име Киска. Имало место за продавница или кооперација, како што ја нарекувале. Работела заедничка пекара за производство на леп, ја сместиле поштата, која и денес работи, со свој поштенски код и го носи името Пошта Дворци. Имало простор за кројачница, за текстил, и била сместена и местната канцеларија за блиските села кој работи ден денес. И училишната зграда била заедничка, подеднакво оддалечена и од едните и од другите, по 1 километар пат за секој ученик. Денес училиштето е на распаѓање, што вметнува тага поради небрижноста на државните институции и кај едните и кај другите. Слика која и вас ќе ве растажи. Од сето ова, Дворчани покажа интерес за економски спас на населбата. Ем крстопат, ем крсто умрел, ама Дворчани го знаеле патот за напредок. И денес во отворената Кичевска корија селата се гледаат помеѓу себе. Ама што гледаат? Најверојатно, навечер ќе забележат кое улично осветлување се активира прво и по некој повик за кафе, кој со оглед на 2-километарското растојание често се задувувало. Сето останатото ќе се пресели во оазата на спомени, кој ете и за нив е потребно време. Туку, пријатели, доста кажавме за изваредната локација на селото Дворци. Ајде малку да позборуваме и за самата населба. Уште во турскиот дефтер од 15-тиот век ова населба се спомнува под името Изворце, што алудира дека станува збор за населба лоцирана до големите извори, денес познати како извори Питран. Забележани се околу 35 домаќинства, сите православни христијани. Било лоцирано 3 километри над сегашната населба во местноста Колари, денес викано Манастириште. Дворчани кажуваат дека и денес може да се забележат остатоци од првата населба. Нешто подоцно вдолж Дворската река жителите слегле пониско, исто така на двата брега од Дворската река,
која всушност ги собира водите од стрмол, инаку шумски појас богат со дабова и букова шума, ама и да бидат што поблиску до изворите, се наоѓа прекрасното село Дворци. Сакам да ми кажете како се живеело порано во Дворци, каква е состојбата денес и со колку жители денес Дворци живее. Па пошто јас сум родена во ова село и сега како пензионерка пак си живеам тука, можам да ви кажам дека порано ова село беше многу големо, имаше околу 100 жители. Повеќето се занимаваа со земјоделие, сточарство, дел од другите беа вработени во земјоделската задруга заедничка со село Ишиште, Киска, другите во рудникот Цер и во мермерите во Ишиште и во Дворци. Денес, за жал, со иселувањето, нашето село во моментов обстанува со 15 жители кои што живеат во текот на целата година, додека од рана пролет до касна есен има околу 30 жители, доаѓаат луѓето, си садат бавчи, си живеат тука и после во зимата се враќаат во градот. Изворите Питран представуваат истек на вода од планината Бабасач, кои со понирање на водите од блиските Цер и Црско оддаваат одушка на изворска вода со количина од 800 литри за минут. Го гледате големиот извор, кој со својот капацитет безмалку двојно го зголемува текот на реката Треска. Еден од изворите се наоѓа веднаш под храмот Света Недела, некогаш бил искористен за напојување на јазот со вода од единствената воденица во Дворци. Досетливите воденичари го воделе јазот со мирен тек на водата, не биле овозможиле висинска разлика помеѓу буката и воденичарското колце, како веднаш после тоа да се влее во Треска. Денес овој извор се црпе со електрична пумпа и преку цевковод се доставува до погонот за флаширана изворска вода кој се наоѓа на 1 километар источно од изворот. Третиот извор со помал капацитет на издашност се наоѓа пред почетокот на соседното село Лисичани. Денес се користи за наводнување на ораниците кои се наоѓаат измеѓу локалниот пат и коритото на реката Треска. Веројатно поради големиот воден шум, особено на големиот извор, жителите од блиските села со муслиманска вероисповест и денес селото Дворци го нарекуваат како Зворци. При влезот во населбата веднаш од десната страна, лоциран е храмот Света Недела. Тука се и вечните жители од ова село. Градителите ставиле година на возвишување на храмот, ама не напишале кому е посветена оваа црква. Верниците биле и големи почитувачи на повоената власт, наречете ја и комунистичка, па црквата, или често наречена како селска црква, ја користеле во случај на погреб, за подигнување на светионскиот крст за празникот Богојавление, односно Водици, како и за денот посветен на Света Недела. За вакви посети власта имала разбирање и не им пречела посетата на верниците на селската црква. Меѓутоа, со доаѓањето на плурализираното водење на државата од една страна, забелешката дека светијата, нивниот ангел чувар, е во првите редови од иконографијата, дека иконостасот блика од икони с ликот на светителот, дека денот на Света Недела е патронен ден на селото, кој го почитува и обележува секој верник од Дворци, црквата се здоби со вистинското име – Храм Света Недела Дворци. Само неколку метри од црквата, нанижани се домовите од одворчани, распространети по двата брега од Дворската река. Влеговме токму на денот од светијата. Го сретнавме и првиот соговорник. Зошто слушаме во позадина музика, Виолета?
Денес е селската слава, Света недела, заради тоа што нашата црква е Света недела, изградена во 1892 година и секоја година на 20 јули го славиме тој празник заедно сите жители на нашево село. Оваа година ни се придружија и брачен пар од Кичево, така да го збогатија нашето дружење и веселење и денес е прекрасен ден. Музичките акорди доаѓа од сред селото, од заедничкиот селски дом, каде и тој објект често го менувал надписот при влезот, бил селски дом, дома на местната заедница, омладински дом, светијонски дом, а денес чисто, дом на Света недела. Во чест на празникот, токму тука, се повикани сите верници од дворци, заедно со присатните гости во селото, да присуствуваат на црковниот ручек, да се освежат со пијалок и да присуствуваат на големата лицитација на црковни подароци кои се остава во храма за време на свечената литургија која се одржа во предпладневните часови. Влеговме и ние. Големата сала беше исполнета до последното место. Сакам да ви ја честитам Света недела. Па пројдот празник на нашето село, нашиот заштитник. Сакам да имат љубав помин денес. Сакаме да им честитаме кумство на нашите нови жители на нашето село Гоце и Роза. Видих од низаголот, каде што црковните подароци чекаа време за почеток на лицитирањето, веќе доликуваше на богато опремена понудувачка, односно подароци претежно изработени од текстил. Целта на понудувачот ќе биде да се внесе малку духовна енергија во домовите на верниците. Побарувачите го знаат и тоа дека не е важна економската цена на подарокот, туку е многу важно да се понуди што повисока цена, како би се собрале доволно парични средства кои ќе се користат за одржување и развој на духовните објекти. Зачестен беше случајот кога се лицитираше пешкир со економска цена од 150 денари, а верниците да понудат износ од преку 1000 денари. За илустрација еве неколку примери. 200, Бети, 350, Данче, 250 луле, 300 Данче, 350 луле, ајмо на дневна, 350 луле, 350 денар, 350 папати, 350 ајмо на Верникот кој најповеќе понуди за една кујнска кецелја, со натрпение дури и ја преслече преку себе. Ако ова му влезе во навика на зачестено преслекување, особено во домашната кујна, ве убедуваме дека неговата домаќинка ќе биде најсреќната жена на светот. Видикот беше украсен со икони, со ликот на светијата кои представува донација од познатиот уметник Илија Сајковски, кој потекнува од ова населба. По завршувањето на лицитацијата и чекајќи го свечениот ручек, верниците заиграа.
Сета ова организираност му припаѓа на кумот на свеченоста. За ова година честа да бидат кумови им припадна на Ацо и Горан Ванчовски. По завршување на свеченоста сите клучови од верските објекти ќе ги предадат на ново избраните кумови, кои до следната година ќе водат сметка за истите, ама и ќе бидат организатори на следниот собор. До тогаш духовни вожди на верниците ќе бидат Стоимир Петриски и Михајло Алексиевски. Со вакво заедништво не само што ќе бидат послужени верниците домаќини, туку и верниците гости од непосредната близина. Ние го забележавме доаѓањето на членови од Сдруженијето на пензионери од Кичево, кои се приклучија не само за црковниот ручек, туку беа активни и во забавниот дел. За подуша, може би не со играње во јулската жештина, ама за пеење никој не им беше равен. Низ овој запис ги опфативме безмалку сите дејности од животот на Дворчани, се можеби интересот за селската архитектура на домовите. Денес Дворци постанува современа населба благодарение на одржувањето на старите домови, ама и поради изградбата на нови куќи.
Старите објекти кои се држат на собствените темели укажуваат на големо мајсторство за градба, што пак зборува за изворена градежна култура на старите градители. Еден од тие градби е и објектот што го гледате, со прекрасен распоред на одаите, со широки чардаци и балкони и со пристојно возвишување кое може да се види од било кој агол од отворениот видик на Кичевската котлина. Зидани се со камен, претежно мермер, а биле врзувани со малтер произведен од дворечката варница. Жителите на селото се уште се присетуваа на варџијата Стрикомане, чија варница чадела низ 4 годишни времени од годината. Своевремено работел и рудникот за мермер, кој и денес е забележителен, а бил во состав на мермери Миокази, односно мермери Прилеп. Викаат дека не постои луксузна палата во светот, а во неа да не е вградено макар парче од дворечкиот мермер. Дворци поседува широко и плодно поле, а источниот рид, покрај селото, бил засаден со сортно грозје, како труд на земјоделската задруга Киска. Зборувајќи за некогашниот економски подем на дворци, не можевме да дефинираме дали тоа ќе важи како нов полет према економскиот напредок на селото или станува збор само за носталгично расположение. Моравме да прашаме. Потполно сте во право, не само по бројот на жители, и она единството, луѓето се раѓале и заедно живееле во текот на целиот свој живот тука. Живееле и по старите и по младите заедно, се познавале, делеле добро и лошо. Денес сите живееле во различни градови, се враќаат тука, сите со своји навики, меѓутоа ние не губиме надеж, се трудиме и успеваме во тоа. Секоја година се враќа по едно ново семејство во нашето село, се градат нови куќи, почнуваме пак да се зближуваме меѓу себе, а најважно од тоа е што традицијата ја продолжуваме. Најмногу за Света недела, за овој празник и за Водици, за Свети Јован на 19 јануари. Заради тие празници најмногу куќи се очувани. Секој сака да дојде за тој ден, да отвори, да пречека гости. Ние одиме од една куќа во друга, се дружиме, се посетуваме, се радуваме што сме живи и здрави, што сме дочекале убави моменти, некој внуче, некој друг убав настан и така. Има ли перспектива дворци? Перспектива има, желба има, меѓутоа ни треба и поддршка и од државата. Со изградба на патишта, селскиот водовод, немаме доволно поддршка од нашата општина, се надеваме во иднина дека и тоа ќе биде. Меѓутоа, оној ентузијазам што сега го гледаме кај младите, а ние постарите се трудиме да им вродиме љубов кон селото, да доаѓаат и сега гледаме и млади луѓе почнуваат да се занимаваат и со земјоделие, почнуваат да се занимаваат и со сточарство, го обновуваат храмот Света недела, Светијонскиот дом, од тука патуваат на работа, што досега беше малку чудно. Млади деца живеат овде, а одат на работа во Македонски Брод, во Охрид или во Кичево. Најмногу во Кичево има жители иселени од ова село. Верувам дека ова село има одлична перспектива, има ниви да се работат, има шума, може да се занимава со пчеларство, еве ние со сопругот чуваме пчели, има и други луѓе тука, има перспектива, има и днина. Има и желба. Одајќи по централната улица или Јарица, како и некој ја нарекува, го забележавме споменикот за тројца загинати од ова село во четата на Христо Узунов, чија погибија се случила во 1905 година во селото Цер. Дојдовме до последните метри асфалт, ама не е тука крајот на патот. Тој продолжува до недоглед, а води до некогашниот рудник за манган наречен Цер. Денес не се експлоатира, а сите знаеме дека манганот служи како адитив на челикот, односно служи за подобрување на карактеристиките на челичните конструкции во било каков облик да се. Епе дворчани, вие први знаевте за крстопатот.
Ако Крсто умрел, а останале само патиштата, вие сте успеале да го откриете вистинскиот пат према економскиот благодет. Не знам зашто еден таков потек не би успел и денес. Да сте ми здрави и живи, дворчани.